Точно е 18 часот и 56 минути и време за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Ивица Боцевски од Центарот за истражување на политики, поранешен вице-премиер и поранешен амбасадор во Бразил, со кого ќе ги анализираме актуелните политички теми, политички случувања во Македонија, почитувани. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со видеолинкот, но и со звучниот сигнал. Врската е веќе воспоставена, се гледаме, верувам и се слушаме. Господине Боцевски, добро ви утро и добро ни дојдовте за прв пат на Македонски корени. Добро утро до екипата на Македонски корени. И од мене. Добро ви утро и од мене, господин Боцевски. Ви благодариме што прифативте поканата и ги удостоивте нашите слушатели и гледачи на Македонски корени, а се разбира и нас, како уредници и водители. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас во овие моменти, но и оние кои што ќе не слушаат и гледаат покасно. Секако, повелете. Господине Боцевски, за време на локалните избори парламентарното мнозинство беше разнишано, особено по напуштањето на БЕСА од владината коалиција. Како го објаснувате процесот на обезбедување на парламентарното мнозинство помеѓу Заев и Гаши, особено после одговорот на Заев на едно новинарско прашање, дека од него нема да зависи распределбата на министерските места и заменици од редовите на алтернатива? Па, видете, ако гледаме реално, постојат 4 списоци на кои што се подпишани 61 пратеник, така што во тој контекст можеме да кажеме дека владата го изгуби своето мнозинство. Меѓутоа, присуствувавме на еден многу интересен ден во собранието. Прво имавме еден пратеник кој што го немаше долго време, потоа се јави од некоја непозната локација, уште не ве бараме да видиме која е таа непозната локација, каде што се наоѓал господинот Кастриот. Па потоа се случи еден безпреседан настан, кој што не се случил никогаш порано во историјата на македонскиот парламентаризам, односно прашањето за гласање на доверба на владата се заклучи од председавачот на соседницата, председател на собранието Атала Џафери, без присуство на ниту еден пратеник во салата, што е работа која што во моментов ја повикав и отворено, еве, овие што се експертите по уставно право, експертите по политички систем, да испитаат дали нешто вакво се случило кај нас не се случило никогаш во македонското собрание, но дали некој се случило на некое друго место, односно гласањето за доверба на владата да заврши без гласање. Така што во моментов се уште не знаеме што се случува во собранието, не знаеме дали постои парламентарно мнозинство. Таа работа треба допрва да ја утврдиме, а во однос на она што се случи, тоа само покажа дека најскапа е цената кога се стигнува од 60-тиот до 61-тиот пратеник. Така што ни се случува една ситуација, партија која што има 4 пратеници да има 3 министри, исто така без преседан, меѓутоа тоа меѓу другото кажува и со кого си имаме работа, односно колку е сладка власта и колку власта е неопходна за Социјалдемократскиот сојуз, посебно за господинот Зоран Заев, затоа што неговото заминување од власт отвара и други процеси во Македонија. И гледаме на што се не тој е подготвен во која се ситуација не е подготвен да влезе само за да остане на власт. Алтернатива за да влезе во владата со цел да ја спаси или ако сакате да ја одржи во живот, доби 3 министерски, вие што го рековте сега, но и 3 заменички министерски места, како и преку 40 на функционери во владата и директорски позиции. Како ќе го прокоментирате овој потек? Кој губи, а кој добива? Ќе го испливаат ли маратонот во следниве 2,5 години до редовните избори, или пак ова е само еден обид на СДСМ да го ублажи поразот кој ги чека на следните парламентарни избори, било тоа да се вонредни или редовни? Колку ќе биде одржлива таквата влада во следниве 2,5 години, мајќи предвид дека Гаши до пред 3 недели се залагаше за пат на владата на СДСМ и на ДУИ? Па да, малку е нетипично, затоа што господинот Тафрим Гаши го има и на онаа фотографија во собранието, кога беше најавено ново парламентарно мнозинство, сега го гледаме уставно кажано на другата страна како го подпира мнозинството на
господинот Зоран Заев, видете, не ми е јасен овој потек. Партијата на господинот Гаши се нарекува алтернатива. И логично е тука прашањето, тие нудат алтернатива кому? Зашто се тие алтернатива? И тука можеме да кажеме дека тие се создадени како партија, се градени како партија, како алтернатива пред се на ДУИ, како една партија која што доминираше условно кажано помеѓу етничките албанци во Македонија. И во моментов со истиот тој ДУИ и со оној СДСМ кој што претходно го рушија, тие одат во влада. Ова е малку еден нелогичен потек од негова страна. Исто така мораме да кажеме дека има они еден многу интересен кандидат, Беким Сали во Шаир, за кој што во 2 круга излегува сите македонци, турци, бошњаци и други помали заедници кои што живеат во Шаир да гласаат за него. Тој не помина, нормално ДУИ победи во таа изборна единица, меѓутоа сакам да кажем дека за него се гласаше со ентузијазам од страна на сите овие заедници, затоа што тие нудеа, како што реков, една алтернатива кон ДУИ. И сега ги гледаме влада со СДСМ. Ја не знам како тие сметаат дека ова ќе го објаснат пред своите бирачи утре задутре, сета оваа работа. Така што останува тука една голема дилема, еден голем знак прашалник, зошто им е потребен овој ангажман на ниво владата. И не знам, условно кажано, без разлика на функционерските места, често не се ни толку значени. Тие се значени само доколку се прави некоја политика. Тие се значени само доколку оттаму излегува политика која што бирачите ја препознаваат како политика на партијата. Дали при една коалиција со еден СДСМ и еден ДУИ, алтернатива ќе успее да дојде до место, до позиција, да си ги пласира своите идеи, да си ги пласира своите програми, не сум баш толку сигурен, мора да бидем искрен. Господине Боцевски, за разлика од сега, премиерот во оставка господинот Заев, кога ја формираше минатата влада, не беше олку дарежлив при распределбата на министри и функции, како што е сега со алтернатива. Тогаш од владиниот колач партиите, како што се БЕСА, ДОМ, ЛДП, па и Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, многу малку добија. Дали спрема вас Заев овој пат беше принуден или уценет за вакви големи отстапки? Не е ниту принуден, ниту уценет. Меѓутоа, како што ви кажав, него сега очајно му требаат барем уште неколку пратеници да скрпи бројката, како што реков, да стигне од 60 до 61. И колку сте поблиску до таа бројка 61, толку е условно кажано поскапа цената. 59-тиот пратеник има една цена, 60-тиот има друга цена, но највисока е на 61-тиот. И во моментов 4 пратеници на алтернатива се тие кои што му овозможуваат, нели, тој да прејде до таа фамозна бројка од 61. И сега тука се постава прашањето, нели? Зошто тој влезе во една ваква авантура? Јасно е зашто влезе во една ваква авантура. Тој е болно зависен од власта. Нему власта му е потребна за да едноставно продолжи со сите овие негови погубни политики кои што ги имаме за земјава. И меѓу другото, заради тоа што секој негов ден останување на власт, он невозможува да почне разврската и за многу коруптивни случаи за кои што се тврди дека е замешан и тој и членови на неговото семејство. Заминувањето од власта ќе ги раздвижи овие работи, заминувањето од власта ќе, меѓу другото, ќе овозможи ние конечно да ги отвориме и архивите и да видиме што се случувало во Македонија од 2017 година па до денес. Понатаму што се преговарало, како се преговарало со Република Грција во делот на Преспанскиот договор и на крајот на грижата што е тоа што сега се случува околу ова раздвижување и договорот со Република Бугарија, затоа што тоа е една многу лоша ситуација во која што се наоѓаме. На заедничката пресконференција и двајцата лидери изјавија дека ова го прават за доброто на народот. Колку им е искрена таа нивна изјава? Дали ова што го направија двајцата лидери е навистина добро за народот или пак сето ова го прават за удобноста на власта? И уште едно прашање поврзано со ова.
Заев во понеделникот имаше средба и со другите коалициони партнери за да им објасни, односно да ги информира за се она што разговарале и се договориле со лидерот на алтернатива Африм Гаши. Зошто после свадба Тапани, како ќе се одрази таквиот договор со Гаши околу обстанокот на бракот на СДСМ со ДОМ, со ЛДП, со ДСМ, но и со другите коалициони партии со исклучок на ДУИ алтернатива? Па, како да ви кажем, самиот Зоран Заев, тоа не бев ниту јас, ниту било кој друг во Македонија, самиот Зоран Заев кажа го врза обстанокот на власта, неговото останување на власта, обстанувањето на власта на СДСМ со локалните избори. Тој самиот очекуваше победа на локалните избори, тој самиот очекуваше дека доколку тој самиот чекаше некој вид на залет, обнова на легитимитетот од локалните избори. И тој локалните избори ги загуби, тоа ги загуби со еден сериозен пораз. До сега во историјата на Македонија не се случило опозицијата да земе 44 пратеници. Ако на тоа ги додадеме и овие пратеници на Алијанса и на Беса, кои што се опозициони партии, тогаш стигаме до една пресериозна бројка од, да ги додам, околу 49 од 80 општини се контролирани од опозицијата, плюс нормално и градот Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа, како посебна власт. Не само тоа, туку тој пред првиот круг исто ви велеше дека ова е референдум, нели? Да. Пред првиот круг очекуваше победа, беше резултатот 22:7. Пред вториот круг тој кажа дека ова е референдум за негово станување на власта, испадна 22:2. И не само тоа, туку во Скопје имавме едно зголемено мнозинство. Во Скопје беа полагани сите надежи на Социјалдемократскиот сојуз, имавме една многу лоша риторика. Се сеќавате на она после првиот круг кога ги нарече сите негови опоненти зло. Да, зло. Прогресот се обединува за тоа што злото се заканува и така натаму. Меѓутоа, на крајот тоа како заврши? Заврши со еден пораз. И се логично е после таков пораз да се оди на избори. Логично е да се обнови легитимитетот на собранието на избори, да се прередат картите, условно кажано, и да имаме една нова стабилна влада, која што ќе отсликува состојбата во Македонија, не ради друго, туку веќе и ефектот од ковидот и од овие што имавме локдауни ветре. Јас се надевам дека и во Австралија нештата се подобри, затоа што ни доаѓа малце по застрашувачки слики од Австралија во целиот овој период. Така што се обновува некоја нормалност, условно кажано, на животот во Македонија и треба да имаме и обнова на легитимитетот на собранието. Меѓутоа, наместо тоа ви ги имаме овие вакви играчки, се случува тоа што се случува, настаните во голема мерка наликуваат на оние настани пред 2018 која беше она срамна промена на уставното име и кога знаеме на каков начин беше обезбедено она мнозинство во собранието на Република Македонија, на еден неславен начин, еден лош начин, еден коруптивен начин, и сега како да ви кажам, кога еднашка веќе сте го направиле тоа, што ви кажува дека нема да го направите по втор, по трет, по пети пат истата ситуација. Исто тоа го видовме и на сега, кога ни исчезна и го немаше господинот Кастриот, па го бара полиција и така натаму. Господине Боцевски, како ќе ја прокоментирате изјавата на Заев упатена кон Европската Унија, дека после неговото заминување од премиерската позиција нема да има ваква шанса за решавање на спорот, но и изјавата на специјалниот преговарач, господинот Владо Бучковски, која оди во иста насока? Па, јас би ви препорачал и вам и на слушателите на вашата радиопрограма да ја прочитаат колумната на председателот на МАНУ, академикот Љупчо Коцарев, Жакуз, значи обвинувам, која што е објавена вчера во Нова Македонија. Тој тамо на еден многу отворен начин, веќе јасно и гласно кажува што се случува во Македонија. Значи тоа што Заев го кажува, сака да испазари уште еден ден негово останување со влез во ново национално предавство. Тука ја веќе немам никакви дилеми заради сите овие, како да речам, сите овие
изјави што излегуваат од него, не само од него, туку за жал и од професорот Владо Бучковски. Значи, што се случува во моментов? Во моментов знаете дека Република Бугарија има една национална позиција која што е многу тврда и која што е врамена во два документи. Едниот документ се вика Рамковна позиција на Министерскиот совет на Бугарија од 9 октомври 2020 година. Значи, тоа можете да го најдете и на интернет, да се најдат тие позиции, каде што Бугарија јасно и гласно повикува дека немало македонски јазик, дека тоа била само една од нормите на бугарскиот јазик и дека тој потекнува од бугарските дијалекти кои што се зборувале во Македонија. Понатаму се негира самата самобитност на македонскиот народ, се вели дека до 1944 година немало македонски народ, туку сите сме биле дел од некој си голем бугарски народ, па се повикува на промена на учебниците за историја, географија, за книжевност, се повикува и на многу други работи и тоа е една опасна работа. Знаете, ако Преспанскиот договор ја избриша Македонија од картата на светот, сега постои нешто што се вика Северна, и не само тоа, гледате и самите, меѓу другото, поаѓајќи од тие норми, на кој начин не ословуваат, па ни викаат дека јазикот ни бил северен ваков, дека ние сме биле северни онакви. И сега се заканува уште една полоша работа, односно да се избрише целосно македонското од Македонија, односно се признаат некакви бугарски корени на македонската нација. Тоа е барањето на Бугарија. И Зоран Заев праќа јасна порака дека тој е подготвен да влезе во една таква авантура. Истата таква порака ја праќа и Владо Бучковски, што е една луда работа. Значи, сега во собранието во јуни месец беше изгласана една резолуција. Едногласно беше изгласана една тврда резолуција кај што се зборува за што може, за што не може да се преговара. Таа резолуција потекнува од еден друг документ. Тој документ се вика Македонски манифест, кој што го објавија пред малку го спомнавме председателот на МАНУ, Љупчо Коцарев, архиепископот Стефан и ректорот на универзитетот Кирил и Методи, Николај Куловски. И сега да се изгазат овие позиции по втор пат. Знаете, имавме ни една резолуција во 2008 година, кога на предлог на НСДП и Тито Петковски беше донесен на едногласно резолуција за црвените линии на Македонија во спорот со Грција. И некој ги прегази се поигра со тој документ како да е тоалетна хартија. Сега истото ни се заканува да ни се случи во спорот со Бугарија, односно тие покажуваат најави дека се подготвени, замислете, да напратени вакви отстапки за кои што ниту имале мандат, ниту некој што со здрава памет замислува дека вакво нешто е можно. Вон секоја здрава памет. Немам зборови со кои што можем да го пишем. Така што изјавата на Заев да Европа е таа. И сега видете, ако вие ги ставите, не треба ние да ги винуваме луѓето од Европската унија и странските дипломати. Тие си ја работат. Ако вие ги ставите нештата на вредносно ниво и велите не доаѓа во предвид да преговарам за јазик и за народ, тие ќе ве разберат. Меѓутоа, ако вие кажете јас сум подготвен за преговори, преговорите на крај треба да завршат на некој начин. Вие кажувате дека вие сте отворен да преговарате на оваа тема. Тоа е многу лоша работа и јас се надевам дека во наредниот период ќе има едно сериозно раздвижување во Македонија помеѓу клучните политичари, интелектуалци, за да се спречи оваа работа и да му се застане на патот на Зоран Заев. Да се надеваме дека ќе биде тоа така. Инаку, порано во Македонија имаше една реклама, едно скопско и се е можно, тоа сега треба да се замени Заев и се е можно. Премиерот, инаку во заменување Зоран Заев на таа средба која имаше пред некој ден со коалиционите партнери на СДСМ со исклучок на Алтернатива и ДУИ, покрај реферирањето за се она што се договориле со Африм Каши, изјавил, односно реферирал дека на повидок е можно решение на отворените прашања со Бугарија и тоа преку еден драфт документ како патоказ за решавањето на отворените прашања, а ги содржал точките 5+1. Дали вие знаете кои се тие точки, бидејќи за вакви точки македонската јавност не е запозната? Дали очекувате премиерот во заменување Заев да го потпише таквиот документ, зашто и лидерот на
ВМРО ДПМН доктор Христијан Мицковски предупреди дека пред неколку дена. Какви последици ќе има Македонија и македонскиот народ од евентуално подпишување на еден ваков документ и како ќе реагира македонскиот народ во едно вакво време невреме, со други зборови, политичко наследство кое го наметна ова народна власт со изречување на драконски казни на сите оние кои се спротивставуваат на распродажбата на македонската држава и идентитет? Прво сакам да кажам во однос на тие драконските казни, сега е 2021 година, наскоро ќе биде 2022 година. Ние сме многу далеко од неславните денови на оваа власт од 2017 и 2018, кога тие дивеја буквално овдека во Македонија, не се почитуваа ни закони, не се почитуваа буквално не постоеше ниту закон, ниту устав, постоеше само едно соголено политичко наследство од нивна страна и една пресметка кон се што не мисли како нив. Мислам тие денови се заминати одамна, иако имаме се уште ситуации во Македонија кои што треба да го кренат алармот. За една таква ситуација би сакал да им укажеме и на вашите слушатели, односно двајца ваши колеги, двајца новинари од Македонија, тоа се господинот Горан Момировски и неговиот колега Драган Милосавлjević. Во моментов им се запретени казни затвор до кумулативно околу 25 години, заради тоа што излегоа со една сторија каде што критички се разгледува работењето на Агенцијата за разузнавање. И замислете сега, цели 10 месеци по таа емисија што беше во јануари годинава, Агенцијата за разузнавање излегува со некое чудно обвинување дека тие прекршиле државна тајна. Знаете, во една демократска земја, доколку се разбира, не станува збор за загрозување на некои операции, загрозување на некои условно кажано тековни проекти на агенцијата, доколку се разбира дека предмет на обзервација може да биде и работењето на службите во една земја. Така што ова е еден срамен обид да се замолчат двајца новинари кои што во моментов се условно кажано ударната тупаница на критичката јавност во Македонија. Значи тие не настапуваат од некакви си партиски позиции или слични, тие настапуваат од позиции на нивната професија новинарска, тие се трудат да ни прикажат нам овде во Македонија и генерално што се случува и кои се тие прегрешенија кои што ги има актуелната власт. Тоа околу делот на наследството, меѓутоа околу овој другиот дел, околу 5+7, исто вие гледам будно ги проследувате сите работи во Македонија. До сега јас не забележав било каде да излезе некој, дали Бучковски како преговарач или шули му е функцијата, дали Зоран Заев, дали Бујар Османи, да објасни што е овој документов 1+5. И сега на крајот, благодарение на тоа што очигледно дека тие повеќе почитуваат бугарската јавност отколку македонската јавност, добивме некаков си мал увид, односно имаше некоја дебата каде што излезе Бучковски и кажа дека разговарале за 5 теми, а дека 6-та била дадена од претседателот Радев. Па да видиме што кажа тој и кои се тие теми за кои што се зборува. Првата тема е вели дека Македонија нема територијални претензии кон Бугарија која го користи името Северна. Што е вон секоја здрава памет, мислам, дека кога Македонија, прво македонците не го користат тоа ново и наметнато име, второ, како суверена држава која што пристапила кон взаемно признавање со Бугарија, отварање на амбасади и така натаму, каде тоа Македонија било кога имала територијални претензии кон било кој дел на Бугарија. Вон секоја здрава памет. Сега, тука не завршува целата оваа приказка, приказна продолжува. Вели, втора точка била дека Македонија нема да се вмеша во внатрешните работи на Бугарија. Значи, не знам што значи ова, не знам кога Македонија и како се мешала во внатрешните работи на Бугарија. Тука можам едноставно да знам, да претпоставам за што станува збор. Тука мислам дека станува збор за оние 14 пресуди на Европскиот суд кој што ги има околу Омо Илинден Пирин и нивната регистрација и прашањето за дискриминација на луѓето со македонско етничко потекло во Бугарија. Меѓутоа, тука нема вмешање во внатрешни работи на Бугарија. Во моментот вие кога ќе потпишете рамковната конвенција за човекови права на Советот на Европа како држава,
вие имате право во било која од земјите подписнички, како држава нормално да укажете доколку се кршат права на вашите државјани, на национални малцинства, на било какви други видови малцинства и така натаму. Така што тука нема, тоа не станува збор за мешање во внатрешните работи, меѓутоа тука треба да предупредиме на други работи. Например, еве, Бугарија има територијални претензии кон Македонија. Самиот овој бугарски наратив за бугарскиот карактер на македонскиот народ, за постоење на две држави на Балканот, за бугарски национални малцинства кои што ги најдува во Албанија и на Косово, јасно укажува дека постојат територијални претензии од Бугарија кон Македонија. И не само тоа, тие го слават 3 март како нивни национален ден, денот на основање на самостојна Бугарија. Без при тоа да кажат дали едноставно само го слават основањето на бугарската држава, современата бугарска држава, или пак сметаат дека тоа е некој проект кој што треба еден ден да се затвори, еден ден да се заврши. Понатаму, да одиме понатаму. И не само тоа, сакав да кажам, и самиот ова барање да се менуваат учебници, тоа не е мешање во внатрешни работи на една држава. Тоа тие го прават, станува збор за нас. Понатаму се вели, чекај што беше третото, да го проведам. Да, третото беше дека ќе бараме за мерки да се победи говорот на омраза и тука ќе има повеќе точки. Сега јас сум активен во Македонија на јавната сцена долго време. Ја ќе ви кажам најконкретно дека нема говор на омраза во Македонија кон Бугарија. Може би има во некои кафеани таму. Меѓутоа зборуваме за говор на омраза во јавноста. Ја не сум видел дека некој подценувачки да се однесува кон бугарскиот народ во јавноста. А од друга страна, видите ги што се случува кај нив кога се зборува за нас. Кој еден лош однос, еден негативен однос го има кон нас како нација во бугарската јавност. Затоа таа точка не ми е јасна. Потоа вели рехабилитација на македонските граѓани кои што имаат бугарски идентитет и притоа се повикуваат на декларацијата од македонскиот парламент од 2006 година. И сега ќе ви кажам тука една друга работа. Во 2006 година во македонскиот парламент смогна сили и донесе една декларација за извинување на кон жртвите од комунизмот и кон нивните членовите на нивните семејства. И значи тоа беше една голема работа. Тоа е символична работа, нели луѓето таму биле ставени по затвори заради своите политички гледишта и така натаму. На еден символичен начин државата сакаше само ако ништо друго вербално да им се извини, они да имаат некоја морална сатисфакција, политичка сатисфакција дека ги признала Македонија своите прегрешенија кон луѓето што во комунизмот биле прогонувани. И тука Македонија покажа голема ширина. Значи тука стана збор и за луѓето кои што биле македонски патриоти, кои што барале независна македонска држава во тоа време, и за луѓето кои што биле демократи, кои што барале повеќе партиски систем, слободен пазар и така натаму. И за припадниците на етничките заедници во Македонија, како албанците, како турците, србите, ромите, власите, бошњаците и другите, кои што имале едноставно малце поинакви гледишта. Некои од нив настапувале со некакви си поинакви идеи, меѓутоа и тие што имале бугарско самосознание во Македонија, и кон нив беше упатено ово извинување. И сега, што е проблемот тука со оваа точка? Проблемот со оваа точка е реципроцитетот. Каде е другата страна? Так. Каде е декларацијата на Бугарското народно собрание да се извинат на македонците, луѓето, бугарските државјани со македонско самочувство кои што биле прогонувани за време на комунистичкиот режим таму и за време на Тодор Живков посебно. Тука почнуваме од овие горијаните, знаете дека во Бугарија имала група кои што се нарекува горијани, кои што во планините со оружје се условно кажано како на времето комитите се бореле против воведувањето на комунизам во Бугарија. Дел од нив поаѓале од наши македонски позиции, познати горијани кои што тврдат дека се за себе дека се македонци. Значи каде е бугарска држава да им се извини и ним, но не само тоа, туку и на сите оние кои што биле прогонувани, вклучително и основачите на Омо Илинден Пирин. Последната точка, петата точка е вели да се среќавала заедничката експертска комисија многу почесто. И сега условно кажано, како ќе се среќава таа комисија кога таа комисија не е комисија за помирување помеѓу двете земји. Таа комисија се претвори во комисија каде што
се излегува, се дисциплинира условно кажам македонскиот дел од комисијата, што е една лоша насока. Не знам што е делот плюс 1, мора да ви кажам, и не знам како мислат они да се справат со прашањето за јазикот, кое што е многу болно прашање за нас како македонци. Така што еве, тоа е тоа што посредно можеме да го Опширно го опативте овој дел од прашањето. Така. Господине Боцевски, како ќе ја прокоментирате изјавата на господинот Габриел Ескоба, заменик помошникот на државниот секретар на САД и специјален представник за Западен Балкан, дека САД и дава недвосмислена поддршка на Македонија кон европските аспирации и дека на тоа поле работеле со нивните европски партнери со цел почетокот на преговорите да се случил кон крајот на оваа година. Можно ли е да се случи такво чудо на декемврискиот самит, кој е за неколку дена, и кој би бил залогот што Македонија ќе треба, да не речем мора да го проголта за да се случи тоа? Па веќе го дискутиравме, значи Бугарија е многу јасно, они бараат прифаќање недвосмислено нивните позиции за да дое до условно кажано за да може да бидат отворени преговорите. И сега сме 11 декември, значи имаме уште 3 дена до состанок на Европската Унија, на 14, потоа ајде да дадеме уште 2 дена рок до вториот состанок кој што е на 16. Јас не очекувам да има некое значено придвижување, освен ако од наша страна нема анблок целосно прифаќање на сите позиции на сите позиции кои што ги даде Бугарија. Бугарија кажа дека во моментов не е подготвена да даде датум, условно кажано, и не само тоа, тие само што имаат нова влада, претпоставам дека новата влада сака да се познае со ова досие и сака изворно да види во нивните редови има луѓе кои што има дури порадикални ставови од ГЕРБ во однос на македонското прашање. Една од таквите партии има таков народ на Слави Трифунов, кој што го спомнавме пред малце во контекст на говорот на омраза кон нас. Во моментов неговата партија каде да министерот за надвешни работи. Така што, еве, тие се нештата кои што се случуваат. Гледаме дека има некоја раздвиженост, гледаме дека има некој притисок, меѓутоа според мене притисокот е кон нас. Не е притисокот кон Република Бугарија. Так, господин Боцевски, имаме уште многу прашања, ќе мора да побрзаме. 3 дена бугарскиот историчар Андреј Димитров, кој е дел од мешовитата комисија, поточно председател на таа комисија од бугарската страна која преговара, но и поранешен амбасадор од Бугарија во Македонија, изјави дека Македонија не е подготвена да ги почне преговорите со Европската Унија, додавајќи дека немало ниту еден историски доказ за постоењето на македонскиот народ и македонската држава. Како ќе ја прокоментирате оваа негова изјава? Како срамна. Како поинаку да ја прокоментирам, значи и се со него седнува на маса нашава комисија. А што треба уште да се случи за да се прекине? Според мене во моментов нема услови да се продолжи со овие разговори. Јас би сакал да видам, знаете, сепак соседи сме Македонија и Бугарија. Ние треба да направиме еден вистински процес на взаемно помирување. Меѓутоа тука е потребен машки муабет или женски муабет, без разлика, кај што треба да се каже кои се проблемите. Едни од проблемите е негација на македонската нација. Тоа не може, мислам, како се ќе преговарам со некој што вика дека не постојам. Како ќе заврши целата таа работа? Тоа од една страна, од втора страна, по мене мислам дека ако веќе тргнеме да зборуваме за историјата, ајде да зборуваме за историјата од 41 до 44 година. Ајде да зборуваме за Холокаустот над македонските евреи. Ајде да зборуваме за стрелањето на младинците во Ваташа. Значи за тие работи треба да тоа е тоа што ги обременува македонско-бугарските односи. Не е далечната историја, него скорешната историја. Тука се наоѓаат тие контроверзи. И не е само Втората светска војна, и за време на Првата светска војна ние имаме воени злосторства и зверства кои се случуваат во Република Македонија, за кои што бугарската јавност треба да се соочи со нив. Така што според мене таа комисија треба да биде комисија што ќе го овозможи тоа помирување. А не само што не го овозможува помирувањето комисијата додава. Значи во моментов македонскиот народ се чувствува понижено, изгазено, се чувствува загрозено и имаме власт која што наместо да пристапи рационално кон целата таа работа и да рече човек нема шанси јас да разборам со вас на овие теми, не,
тие одат уште подлабоко и подлабоко во калп. И ова е лош развој на настаните. На 12 поточно утре СДСМ ќе го бира новиот лидер. Во трката се неколку кандидати, заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски, актуелниот директор на ТЕРЦ Јован Деспотовски и поранешната подпредседателка Фросина Ременски. Кој од овие кандидати ќе седне на тронот на СДСМ и дали овие кандидати се со вистинска намера да бидат лидери на СДСМ или пак од СДСМ глумат демократија, и како вие го гледате новиот избран лидер во СДСМ, било кој да е од овие тројца кандидати? Како лидер или како Маша Назаев, кој и понатаму ќе ја контролира партијата и власт? Па јас уште вечерта кога излезе Заев, јас кажав јавно, тоа единствен, сега малку се фалам себе си, дека тој нема намера да се повлече. Го видовме кој е човекот. Тој е властолюбив, тој е одмаздолюбив, тој е сребролюбив и тоа го видовме. Значи, тој нема намера да се повлече. И сега се глуми некоја ситуација, демек се глумат некакви се избори во Социјалдемократскиот сојуз и излекуваат човек кој што е непознат за македонската јавност. Излекуваат, знаете, во политиката е јавна работа, нема политика зад сцената. Политика и политичари се тие што ги гледате на сцената. Значи, тие што доаѓаат кај вас во емисија, тие што доаѓаат во другите емисии, тие што се во собрание што дискутираат, тие што дискутираат во локалните совети. Значи, политиката се крои преку јавниот збор и јавниот збор кој што упатен кон сите граѓани. И во моментов тие излегуваат со Димитар Ковачевски кој што е непознаница за Македонија, кој што е тешка непознаница за нас. Не знаеме кој е човекот, што мисли, како мисли, кои се неговите политички идеи и ставови. И сега гледаме, тие се обидуваат да произведат да произведат култна личност околу него, а нема личност, тоа е проблемот. Не знаеме за кој става, нема содржина. Сосема јасно е дека ова е фарса, затоа што Зоран Заев и не само Зоран Заев, туку зад него застана целото раководство на Социјалдемократскиот сојуз, сега се глуми некоја демократија, ќе се глуми, како се вика, некаква си гласање. Ние исто така не видовме дебата помеѓу нив. Не го знаме кај вас политичкиот систем во Австралија, меѓутоа го знам во Америка. Таму кога има натрепартијски избори, тоа личи буквално на парламентарни избори. Има кампања на секаде, има дебати помеѓу кандидатите и така натаму, па на крај доаѓа гласањето. Ама тоа е понекогаш цела година тие се во кампања на секаде по земјата и дебатираат. Значи, ова е една вид на фарса. Другата работа која што не ми се допаѓа, што ја закажаа баш за 12 декември, кога Конгрес има ВМРО-ДПМН, како да сакаат да го поклопат Конгресот на ВМРО-ДПМН. За утре се закажани во Скопје некои синдикални протести исто така. Колку што видов, што е исто една неврзана работа, меѓутоа ја не очекувам никаква промена на политиката во Социјалдемократскиот сојуз, ама ни за јота. Очекувам Зоран Заев и натаму да биде лидер на партијата, очекувам тој да продолжи да биде председател на владата, но с премиер, како што го нарекуваме нагалено, и да продолжат неговите погубни политики за македонскиот народ, кој да биде избран, да оставиме да не изненадат, иако не верувам дека тоа ќе се случи, тој ќе биде она што, чувар на тронот, како го викаат, како беше црковна титула, многу ми се допаѓа, се вика местобљустител, некој средновековен македонски јазик. Значи, освен тоа, јас не очекувам некоја друга работа таму. Ке мора да побрзаме, имам уште доста прашања. Премиерот во заменување господинот Зоран Заев по повод празникот Свети Климент изјави дека, цитирам, Свети Климент е жив споменик на нашата историја и основоположник на Охридската школа, позната и како прв балкански европски универзитет. Ова негова изјава е различна од она што го изјавуваше досега, но и од договорот со Бугарија кој го потпиша лично тој, заедно со Борисов, за заедничко прославување. Како ќе ја прокоментирате ова негова изјава, која очигледно ја вади од неговиот џебен патриотизам, и дали очекувате после оваа изјава Бугарија да побара извинување, а премиерот во заменување господинот Зоран Заев да и се извини на Бугарија? Видовте вие дека тие реагира на честитката од амбасадата на Руската Федерација кон владата и кон народот, нели, за државниот празник.
се пак ќе ви кажам тоа малку има тука една голема непристојност. Сега во една земја има државен празник што се слави, амбасада на што е во таа земја го честита празникот, а трета земја сосема се јава тука да протестира. Ова се некои чудни вака примери, малце несвојствени за светската дипломатска историја, но еве и тоа го гледаме. А во однос на, како да ви кажам сега, се законуваше господинот Заев во неговата македонска жица, племето, семето и така натаму, се колнеше на митинзи дека не доаѓа предвид промена на уставот заради промена на уставното име, дека нема шанси да биде променето името за внатрешна употреба. Дури, еве сега слушам, не знам, тоа вие ќе треба да им потврдите наводно, и во диаспората доаѓал на емисии како вашата, каде што истото го зборувал пред нашинците од диаспората, односно дека нема да има промени и така натаму. И на крај што се случи? Се случи национално предавство наречено Преспански договор. Така. И сега истото така, еве сега па нели зборувавме дека првиот словенски универзитет преку ноќ стана Балкански европски универзитет. Малце ми е како да кажам, значи секаде и сега, не само тоа, и во историографијата, и во историското сеќавање. Но не само тоа, туку и во взаемната комуникација, тоа е словенски универзитет, затоа што оттаму, нели, и од делото претходно на браќата Кирил и Методи, произлегува писменост кај словенските народи. Па мајко му, од Охрид, од Горица во Албанија, па се онаму до Владивосток, на кирилица меѓусебно комуницираат словенските народи. На кирилица пишуваат словенските народи. Со кирилицата човештвото зачекори во вселенската ера, да не заборавиме, со Спутник. И сега одеднашка наместо словенска стана балканска европска. Не знам, по некојаш века им се чудам на памет. Сега од црното треба да го прикаже дека е бело. Чудна работа. Вчера во Македонското собрание на свиркачите Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, вработени во поранешната УПК, кои нели ги открија бомбите за масовното прислушување, им беше врачена наградата Мето Јовановски. Како ќе го прокоментирате овој чин? Побрзо ако може. Па не, побрзо. Видете, значи целата таа ситуација која што доведе до едно недемократско рушење на владата во 2017 година, очигледно дека треба да се оправда. И затоа сега еве вака фрчат награди, се случуваат овие едноставно одбивам да влегувам во материјална расправа и да коментирам едни вакви работи. Водев се двоумев околу поставањето на моето следно прашање, бидејќи вие малку начнавте, сепак ќе го поставам. Како ќе ги прокоментирате изјавите на специјалниот преговарач за преговорите со Бугарија Владо Бучковски, кој за Софиски дневник потврди дека со Бугарија имаме заедничка, а не споделена историја, но и за промената на учебниците по историја, географија и литература, која тој ја најави. Како и тоа дека Македонија требало да го промени уставот и во преамбулата да се даде дополнителна гаранција на македонските граѓани кои се чувствуваат како бугари. Значи ова е скандалозна изјава, значи од секој можен аспект. Од секој можен аспект. Значи меѓу македонскиот и бугарскиот народ ќе има братство која бугарите ќе се одважат и ќе признаат самобитноста на македонскиот народ. Да се разбереме. Во Македонија, годините помеѓу двете светски војни, кога на територијата на Македонија е кралството на србите, хрватите и словенците, потоа кралството на Југославија, се памти како еден многу лош период. Најлош период во односите помеѓу македонскиот и српскиот народ. Меѓутоа, имајќи предвид дека македонскиот и српскиот народ заедно се бореа во Втората светска војна и се изборија за победа против хитлеровската коалиција, со основање на држава на равноправни народи, наречена Југославија, дека српскиот народ ја призна самобитноста на македонскиот народ, неговиот јазик, неговата самобитност, култура и така натаму, гледате колку се денеска блиски односите меѓу Македонија и Србија. Бугарија треба да се одважи да го направи тој чекор. Доколку тие тоа го направат, нормално дека нештата ќе се отворат и дека ќе имаме многу поинаква однос меѓу двата народи. Но вакво нешто се кажува дека немаме споделена сме имали заедничка историја. Па сите славјани на Балканскиот полуостров имаат заедничка историја. Од Виена до Атина.
секаде од Цетиње до Истанбул, секаде каде што живеат славјански народи, тоа е еден етникум, како да кажем, ако тргнете вие село по село, ист јазик се зборува тука на овој простор, меѓутоа тоа што израснале национални јазици е резултат на еден различен историски долг културен историски развој и така натаму. Значи, македонскиот народ има една своја посебна историја. И ова ќе биде ова го правеле окупатори, не му правела ниту една влада на свој народ. Ова го правеле окупатори и квислинзи. Да менува учебници по историја, по географија и по литература. И не само тоа. На крајот на грешата, кој се без Зоран Заев и Владо Бучковски да менуваат учебници по историја, по географија и по литература? Тие, докторирале на историја, на географија, на литература, се знае кој пише учебници и така натаму. И ова се небулози, ова е вон секоја здрава памет. Значи, мене не ми е јасно како е можно овие луѓе и понатаму да бидат во Македонија некој фактор. Вон секоја здрава памет. Господине Боцевски, разговорот да го продолжиме со 14 блиц прашања на кои очекуваме 14 одговори за 14 минути. Ако може и помалку 14 минути. Ајде да се обидеме. За ангажирањето на поранешниот вице-премиер и министер за финансии господинот Зоран Ставрески, како и поранешниот пратеник и амбасадор во Кина господинот Оливер Шамбевски, кои се ангажирани од страна на ВМРО ДПМН во работното тело за следење на реализацијата на проектите на градоначалниците кои ги ветија пред граѓаните. Јас очекувам една работа, се извинам, малце ми е, гледам батеријата ми е при крај, да им се извиниме на гледачите ако нешто се случи во меѓувреме. Значи, само сакам да кажам дека во моментов Македонија, уствено кажано, се брани на локално ниво. Колку се поуспешни во работа градоначалниците од опозицијата, колку владеат поодговорно, поотчетно пред своите граѓани, толку Македонија е поблиска, толку Македонија полесно ќе порази Северна. Така што апсолутно тоа го сваќам како еден вид на еден добар исчекор, да им се овозможи на градоначалниците од опозицијата еден вид на помош при нивното обавување на функциите од луѓе кои што се докажале во политиката, меѓутоа и во својата професија како врвни професионалци. Како ќе го прокоментирате барањето на алтернатива за меѓународни експерти да ги чешлаат некои од веќе завршените судски процеси со правосилни одлуки како она за Монструм и за диво населје, а воопшто не се споменуваат политичките затвореници од 27 април. Ке се сведели правдата само на албанска правда наместо правда за сите и дали ова е мешање на извршната во судската власт? Јас мислам дека ова е само еден памфлет, дека реално гледано дека не е возможна некаква меѓународна ревизија на судските пресуди. Мислам дека ова е само некој смоквин лист. Нашиот гостин повторно се врати на македонски корени и веруваме дека ќе го продолжиме тука разговорот. Се надевам сега за една секунда ќе биде заедно со нас. Да, токму така. Господин Боцевски, добро дојдовте повторно. Ајде на второто прашање да го завршиме. Извинам, да, не сум во Скопје, туку сум. Така, да, знам дека бевте во Охрид, да. Да, така што малку техникава не ја прилагодив доволно, но значи само да го одговорам на прашање, мислам дека ова е една од класичните работи на Зоран Заев, ја фрли како коска условно кажано во јавноста таа работа за ревизија на случаите, знаејќи дека такво нешто не е можно. Со цел ние околу тоа да се расправаме, додека во меѓувреме поминуваат некои други работи кои што не се убави, условно кажано. Така што ајде да кажеме повторно мајсторот за вознемирување на македонската јавност повторно не вознемири, меѓутоа се надеваме дека таа работа нема да има долг век. Така. Како политиколог, како ќе го објасните оправдувањето на Кастриот Реджепи за тоа дека кога се подпишувал на списокот за гласање на недоверба на владата, не знаел дека и пратениците од левица се дел од опозицијата која бараше да се гласа недоверба на владата? Ајде да не употребам еден потежок збор, иако потешкиот збор прве тој што ми доаѓа на јазик. Ние зборува вистината, господинот Кастриот, затоа што го видовме списокот, буквално
над него се потпишани пратениците од левица и на крајот на криштата левица е една политичка партија во Република Македонија која што е изградена и која што се гради од помлади, од младинци, помлади од мене, не се веќе ни младинци, тие се малку со бели влакна во главата, меѓутоа од луѓе кои што низ демократскиот систем на Република Македонија се трудат да ги преласираат своите гледишта, така што јас не гледам како една партија која што е регистрирана од судот во Република Македонија, која што не е предмет на било какво наблюдување од безбедносните служби, партија која што едноставно поаѓа на левичарски позиции може да биде проблем за било што. И не само тоа, туку тие покажа еден вид на голема прагматичност секаде каде што имаат можност да парticipираат во власта и не гледам никаков проблем зошто да не биде левица дел од еден микс опозицијски кој што треба да владее. Така што господинот Кастриот има проблем да објасни што се случи. Еве беше левица, па ја заборави левица, па потоа беше разговорот дека неговата сопруга на телевизија слушнала ли Макрон и кажал, францускиот претседател, дека Македонија ќе добие датум. Тоа беше второто, сега третото не знам што ќе биде. Така, ова ненародна власт на СДСМ и коалицијата одуста неговата, како што велат, големиот успех дека сме биле членка на НАТО. Го сметате ли вие за успех тој чекор, имајќи го предвид се она што се случи за да дојдеме до тој статус? Па не, јас дури кога опишувам, кога ме прашуваат за оваа тема, јас употребувам еден добро, можеби малку и пребрутален пример, меѓутоа влезот на Македонија во НАТО личеше на свадба на силувана девојка која што незината фамилија натерала да се земе со силувачот. Отприлика на тоа личеше македонскиот влез во НАТО, значи наместо да биде еден свечен чин, се реализира работа за која што 30 години стоеле сите партии во Република Македонија. Ние, еве што се случи во тој момент и не само тоа, да влезеше Македонија во НАТО, ќе му честитаме на господинот Зоран Заев, но влезе Северна. Тоа е нешто друго. Жалост. Во е енергетската криза и закана од инфлација, владата одлучи да ги замразне цените на производите. Како ќе ја прокоментирате одлуката на владата и дали овој чекор е спас за македонските граѓани и економијата? Па, искам да бидам економијата, иако ја следам нормално, не е дел од мојата експертиза, така што не можам да влезам во некои продлабочени анализи, меѓутоа застрашувачки се овие чекори. Прво замрзнувањето, порастот на цените беше застрашувачки, сега ова што го кажува стопанството, со што тие ќе се соочат како производители доколку продолжи оваа политика е исто така загрижувачки, меѓутоа за мене е најзагрижувачки е и овој дел со енергетската криза, затоа што не знам дали знаете, меѓутоа во Македонија дури и грејењето во Скопје веќе не е на хидролични пумпи, туку е на пумпи на струја. Така што не дај Боже да се случи таа работа оваа зима да измрзнат граѓаните на главниот град, кои што немаат друг извор на енергија, условно кажано, и да измрзнат луѓето ширум цела Македонија кои што се греат на струја и така натаму. Нештата ќе бидат многу, нештата се лоши се нештата. Во средата бугарските власти официјално соопштија дека немаат намера да отстапат од нивните барања, а тоа значи блокадата останува, а со тоа и ветото за кое власта трубеше дека на 14 декември ќе го добиеме датумот. Како ова ќе се одрази на новиот брак на СДСМ и алтернатива, која токму можноста за добивање на датум за почеток на преговорите го искористи како главен мотив за тој брак? Па се распадна нивниот наратив. Значи, ако била работата околу ЕУ, ние нема ЕУ, се што ќе правиме понатаму. Испаѓа дека целата работа била само една фарса која што требало да продаде ден повеќе власт за Зоран Заев во Македонија. Тоа е проблемот. Дали сакате и имате да ја доискоментирате реакцијата која дојде од Бугарија, што претходно спомнавте, како одговор на честитката од Русија до македонскиот народ по повод чествувањето на празникот Свети Климент пред некој ден? Па нема што да додадам, едноставно стана збор за една дипломатска непристојност и генерално за една општа непристојност. Свети Климент е наш празник на Македонија. Свети Климент е дел од историјата на македонскиот народ, дел од, меѓу другото, народните верувања во неколку краишта во Македонија, посебно во Охрид и во Охридско, каде што ја се наоѓам во моментов, така што да кажам понатаму,
не може едноставно не може да се продолжува со оваа бугарска политика кон Македонија и да се очекува дека ние ќе имаме одлични односи. Лоши ни се односите. Дали влезот на алтернатив во владата, покрај добиените позиции во владата, всушност е да и помогне на Албанија да се одвои од Македонија од тој заеднички пакет за добивање на датум за почеток на преговорите, имајќи предвид дека Гаши пред да го потпише договорот со Заев ја посети Тирана и се сретна со премиерот Рама, на кого му вети дека влегувањето во владата на Заев било најмалку што можел да го направи за Албанија. И мислам дека не треба таму да ги бараме, како се вика, причините за влезот. Мислам дека и во Европа не гледаат, условно кажано, не гледаат позитивно на таа иницијатива да се одвојат Македонија и Бугарија. Тоа само го разбравме од една страна, само една земја повика на тоа, повика само Бугарија, како еден притисок врз Македонија, и меѓународен, но и внатрешен, сакајќи да направи некакви внатрешни меѓуетнички проблеми во Македонија, така што тоа е некој нивно подметнато кукавичино јајце и сметам дека ние не треба тука да се тревожиме околу таа работа. Впрочем, јасно е дека во моментов Европската унија нема идеја што ќе прави со сите земји од Балканот, не само со Македонија. Во овој момент во составот на македонската влада има 8 македонски и 8 албански министри, со што се исполни ветувањето на Заев кое им го даде на албанците при она посета во Швајцарија дека ќе одел надвор од рамката на рамковниот договор. Господине Боцевски, дали во ваква ситуација е суспендиран рамковниот договор, бидејќи правичната застапеност на заедниците сега ја надминува таа граница од 20%. Искрено кажано, јас не ги гледам министрите како македонци, како албанци и така натаму, гледам како министри, како луѓе граѓани на Македонија. И не само тоа, не сакам да мерам кои какви крвни зрнца има, условно кажано, дали вакви или онакви. Не е проблем, еве, сите министри во владата 20 и кусур колку се да бидат, еве, да речеме од Уганда, условно кажано, меѓутоа се македонски државјани да го ги исполнуваат македонските државни и национални интереси. Меѓутоа, ние проблем си имаме со овие кои што треба да ги бранат македонските интереси, а не го прават тоа. Имаме проблем најголем со премиерот, кој што е македонец на крајот, кој што е Зоран Заев, така што понатаму да зборуваме. Значи, не е проблем. Министер во Македонија може да биде било кој. Од било кој граѓанин без разлика која е неговата етничка припадност, религиозна припадност, кој јазик го зборува дома и така натаму. И кешки што се вика министрите да се граѓани на Македонија кои што ги реализираат нашите државни приоритети, да се министри кои што го штитат и македонскиот народ и сите други заедници во Македонија, и македонската култура и сите други култури на другите етнички заедници во Македонија. Меѓутоа, тоа не е случај. Тоа не треба да бараме на друго место проблемот е во начелото на владата. А начелото на владата е човек кој што е македонец, кој што е православен христијанин, кој што зборува македонски. Добро, кажавте покрај тоа што јас имам малку различно мислење дека досега барем не покажале ништо за да го застушат тоа министерско место или пак да бидат лидер на некоја албанска политичка партија, бидејќи во нивните седишта се вее албанско место македонско знаме, меѓутоа тоа е моје мислење. Очекувате ли македонските политички партии кои се дел од владеачкото мнозинство сега со наводното заминување на премиерот Заев при составот на новата влада да се спротистават на ваквиот договор кој го постигна Заев и Гаши, со што и се дојде до ваквата ситуација да се има 8 македонски и 8 албански министри? Не очекувам, како што ви реков, ја не очекувам дека Зоран Заев, ја не гледам дека Зоран Заев е заменет од политиката. Тој уште тука, уште е жив и здрав, уште е центар на моќта и да остане жив и здрав, му посекуваме се најдобро и нему и на семејството. Не ради друго, туку затоа што ќе треба да ни расчисти што правеше сите овие години и како дојдовме до ова што дојдовме. Меѓутоа, тој е центарот на моќта овдека и не Социјалдемократски сојуз и натаму ќе продолжи да води ова иста политика што ќе водели до сега, за жал. Дали договорот кој го склучија Заев и Гаши е пред се поради контрола врз судството и обвинителството, но и поради 47-те позиции од една страна, а од друга страна поради политичко
преживување и одбегнување на одговорност. Па не, ова е договор, како што реков, ова е договор само да се купи ден повеќе власт за Зоран Заев, ништо повеќе. И се разбира дека тој тоа го гледа како некое големо добивање, а овие 47 позиции реков, значи за алтернатива е битно да им се реализираат политиките. А не е битно колку функционери имаат. Како ќе им се реализираат политиките на партија што се вика алтернатива, алтернатива кон ДУИ, алтернатива кон СДСМ, кога тие со нив се во влада. И не само тоа, туку се најмал партнер во владата, по сите нешта. Како Дали Македонија со ова владаачка структура може да ги започне преговорите за членство во Европската Унија? Ако одговорот е не, набројте ги најглавните причини за тоа. Па видите, формално речено, гледате дека последната нешто што е измеѓу Македонија и почетокот на преговори е бугарското вето. И за жал може да се доведеме, не де Боже зборам, во иста ситуација како ова што го зборуваме со НАТО, односно да се случи почеток на преговорите кој што ќе скрши комплетно македонската нација. Тоа не е убаво. И тоа не треба не треба да биде случај. А претпоставам вие она што го прашувате дали Македонија личи на развиена земја од Западна Европа со оваа влада, не личи. Значи со една ваква разулавена корупција, со едно контрола на судството и обвинителството, со едно сеопшта пропаст на секаде, со неработење и така натаму, оваа земја не личи на земја од Западна Европа, земја кон која што Македонија цели. Двете најголеми политички партии СДСМ и ВМРО ДПМН за да формираат влада на некој начин се принудени да прават коалиција со албанска политичка партија. ВМРО ДПМН во повеќето случаи заради Бадентер, а СДСМ секогаш заради парламентарно мнозинство. Ваквата принуденост е изразена кај СДСМ, која и покрај загубата на парламентарните избори, токму со коалицирањето најпрво со ДУИ во 2017 го доби мандатот да формира влада, и сега со договорот со Гаши од алтернатива се одржува во живот. Двете партии се од албанскиот политички блок и добија најголем дел од владеачкиот колач на сметка на македонските политички партии кои се во коалиција со СДСМ. Дали ова е еден вид показател дека живееме во бинационална држава, едни покрај други, наместо едни со други? Видете, јас не гледам проблем во коалицирањето. Коалицирањето, меѓу другото, е и произлегува од таа реалност што имаме во Македонија. Значи, во Македонија тоа е тоа. Граѓаните на Македонија припаѓаат на многу етнички заедници, од која што една од малцинските заедници е поголема, таа е албанската. Меѓутоа, се согласам со вас дека начинот на кој што дуи 20 години ја врши власта, за разлика од претходно властта што сме гледали на ДП и на ПДП, кои што на еден друг начин пристапуваа кон овие прашања, овдека гледаме еден триумфализам, овдека гледаме еден дури на моменти и шовинизам. На овие избори требаше да бидете вие овдека да видите што зборуваше овој Артан Груби. Артан Груби зборуваше дека Кичев бил воен плен од 2001 година. Чекате малку, значи тоа таков еден речник е вон секоја пристојност, вон се што е замислива во политиката во било која земја. И токму затоа тоа сакам да ви го кажам како еден принцип дека точно е, има еден таков проблем и точно е дека ДУИ ескалира во својата реторика и во своето действие во една лоша, во една националистичка насока. По мене тоа е погрешно, по мене тоа не треба така да биде, меѓутоа тоа е реалноста. Зошто СДСМ тоа го толерира, не знам. Јас сметам дека не треба да го толерира. Утре во Македонија има два конгреса, оној на СДСМ и оној на ВМРО ДПМН. Кој спрема вас ќе седне на тронот на СДСМ и дали истиот ќе биде и новиот мандатар за состав на нова влада или пак ќе има и втор круг? И како ќе ја прокоментирате новата најавена доктрина од страна на ВМРО ДПМН во однос на проширувањето на потенцијални поддржувачи на партијата, односно отварање на вратите на општествените групи, со што партијата би постанала партија на широко движење кое би одело лево и десно од центарот? Да почекаме да го видиме ово околу доктрината, значи во моментов не може да коментираме нешто што не сме го виделе. Да видиме кои се идеите со кои што ќе излезат
од ВМРО ДПМН како нова доктрина на партијата и кој ќе биде тимот на Христијан Мицкоски со кој што ќе тргне да го реализира тоа. Значи тие работи што треба да ги видиме од таа страна, во однос на СДСМ реков, ова е фарса само, те веќе си го избри наследникот, за него застануваат се повеќе и повеќе, се погласно, така што таму не очекувам, може да има некакви си драми, некој политички театар, меѓутоа јасно е кој е мерекот на Заев кој да биде избран таму и ќе биде избран, или ќе биде избран у наводници на крајот. Останува да видиме. Господине Воцевски, причини задоволство вашето учество во Македонски корени. Да. Ви благодариме, имајте си убав викенд во убавиот Охрид, чувајте се, пријатно до слушање и скоро довидување овде на Македонски корен. Пријатно и од мене. Нас многу недостасува Охрид, ето ние разбивте малку носталгијата, барем со тоа што рековте дека сте во Охрид. Да. На ивовото место на светот. Пријатно, оставуваме во контакт. Довидување. Пријатно.